Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Останаа многу клучни работи изминатите 15 или 30 дена кои се случија во Македонија и во регионот, кои не се искоментирани во рамки на емисијата во Центар. Вечерва ќе се обидеме да ги искоментираме сите тие клучни работи, клучни процеси, клучни не само за регионите каде што се случиле, туку за целиот наш регион, бидејќи знаете, ние сме како свински црева испреплетени. Како оние вакцини кои Вучич ги дава ширум Балканскиот полуостров, така и процесите кои ќе се случат во Србија или во Косово или во Бугарија или во Македонија, да речеме и во Турција, се шират во неколку центрични кругови ширум Балканскиот полуостров. Ние, значи, трчајќи по одредени интервју, Пандов, Соза Грчева, Ивица Коневски, така натаму и така натаму, не успеавме да ги искоментираме сите тие процеси вечерва, и ги искоментираме процесите и ќе се обидиме да дадеме логика на се она што се случува во регионот и во Република Македонија. Да ја разберете логиката, за да може подоцна и самите да правите одредени анализи и кога ќе се случат одредени работи, имајќи ја логиката, тоа ќе биде едно силно средство, силен алат во рацете, сами ќе може да ги правите анализите, сами ќе може да доаѓате до заклучоците, и тоа е суштината на емисијата во Центар, да ве натерам и да ве научам како, добивајќи ги информациите, сами може да ги анализирате и врз база на тие анализи да извлекувате одредени заклучоци. Првата афера е со Велјко Велибук или Велја Неволја. Клан, пандан на земунскиот клан. Јас на порталот во Центар многу пишував за Велја Неволја и ме прашува луѓето зашто пишуваш толку за Велја Неволја, што е битен еден криминалец. Всушност тоа не е криминалец, тоа е дел на шинелот, дел на структурата на Александар Вучич, знаете. Тоа е дел или тоа е конфликт во дворот на Александар Вучич. И прв пат се случува од доаѓање на власт на Александар Вучич, него да му се случуваат конфликти внатре во самиот двор, кај што се замислени негови блиски луѓе, негови блиски играчи. Тие се ставени на тапет. И таа нервоза која сега се гледа во дворот на Александар Вучич може да има битни рефлекси во Србија, во Босна и Херцеговина, во Република Македонија, односно во целиот овој регион. Затоа е битна таа афера со Велја Неволја. Знаете, никој не го поставува прашањето каде завршија тие 13 часови снимени разговори на Александар Вучич. Снимени се од Српското министерство за внатрешни работи. Каде завршија 13 сати? Ако имате 13 сати, со кого разговара, со кого комуницира, што зборува, што наредува, што прашува Александар Вучич, тогаш вие може да направите траекторија на неговото дневно движење. Кои се луѓе кои се клучни во владата, кои му се најблиски соработници, кои се луѓе кои се клучни во неговата партија, за што разговара, каков биоритам има дневен и така натаму и така натаму. И ако одредена организациона структура, дали се тоа тајни служби, дали се криминални кланови, ги има тие 13 сати снимени разговори на располагање, може да направат не само психолошки профил на Александар Вучич, туку психолошки профил на целата негова структура. Знаат кај се слабите точки, знаат каде што треба да удрат и знаат како тоа да го материализират. Аферата со Велја Неволја всушност значи тоа. За прв пат некој рече царот е гол во Србија. Тоа е Александар Вучич. Од сега па натаму Александар Вучич ќе има проблем како да брани пенали, како да ги крпи дупките и како да излезе од целата оваа ситуација. Тоа е аферата со Велја Неволја. Гледате, почитувани гледачи, ако Србија и Александар Вучич ја продаваат приказната дека се тие лидери на Балканот, дека се најмокни на Балканот, дека набавуваат нова воена опрема и дека се најсилна воена сила на просторот на поранешна Југославија, дека се најстабилни, дали е можно во една држава која е најстабилна на Балканот на секои 3 до 6 месеци да има обиди за атентат врз првиот човек или председателот на таа држава. Ако Александар Вучич ја има направено Србија да биде најмокна и најстабилна држава, нели тога се постава логички прашањето како е можно во таа најстабилна држава на секои 3 до 6 месеци мојот пријател Драган Државен удар Вучичевиќ да излага на Пинк телевизија или да излага Александар Вучич на Пинк телевизија и да најавува дека во Србија само што не се случил државен удар, само што не е спасен државен удар, еве Вучич ќе го утепале, па бил набавен снајпер, па снајперот или 2 снајпери се дојдени од Црна Гора, па се најдени на стадионот на фудбалскиот клуб Партизан и така натаму и така натаму, нели логичен човек или човек кој логично размислува си поставува прашањето. Ако овие луѓе направиле најстабилна, најсилна држава со најсилни воени, безбедносни и секакви други ресурси, како на секој 3 до 6 месеци некој се обидува да им направи државен удар? 15 години или додека трае емисијата во Центар, почитувани гледачи, јас постојано ви говорам да се случи промена на власт од типот на Александар Вучич, Никола Груевски, Орбан во Унгарија, се потребни 3 работи.
тајните служби да го сменат дресот, навијачките групи да го сменат дресот и криминалните структури да ја сменат страната. Во Србија криминалните структури и навијачките структури се сраснати во едно. А дали е возможно криминални структури во одредена држава да функционираат без поддршка на тајните служби? Тоа е тоа тројство кое се случува во Србија, кај што тие три структури се сраснати во едно. И тоа беше силата на владење на Александар Вучич. Затоа овој клан на Велја Неволја се велеше дека може да биде посилен или е посилен од земунскиот клан. Бидејќи ниту земунскиот клан, ниту кланот на Велја Неволја не можеше да функционира без поддршка на тајните служби, а навијачките групи им беа пешадија преку која тие функционира. Со помош на навијачките групи и со помош на овие криминални кланови, Вучич дојде на власт. Не само што дојде на власт, туку владее со помош на тие навијачки групи. Таа сраснатост на криминалните кланови, навијачките групи, посебно околу фудбалскиот клуб Партизан и фудбалскиот клуб Црвена звезда, ја дава моќта на Александар Вучич. Тоа е неговата пешадија. Со помош на таа пешадија, тој владее во Република Србија. Не само што владее, туку ја бриши или бриши патот со опозицијата во Република Србија. И ако некој чепне во Велја, тоа значи Велја Неволја, тоа значи дека всушност чепнува во моделот на владење на Александар Вучич. Тој некој што сака да чепне во моделот на владење на Александар Вучич, сака да го симне од власт Александар Вучич. Затоа е паниката сега во Белград. Затоа е паниката сега во Србија. Го прислушкуваат, му ги купуваат навијачките групи и ги вртат против него. Значи тој некој десен радикализам, бидејќи секојаш десниот радикализам е сврзан за тајните служби, за навијачките групи, за криминалните кланови, сега сака да го симне од власт Александар Вучич. Ова е всушност битка за останување на власт и ова е всушност увертира за решавање на косовското прашање. Бидејќи Вучич влегува во процес на решавање на косовското прашање, сега се обидува да има мирно море меѓу навијачките групи и помеѓу тој некој десен радикализам. Тоа се одредени криминални структури, навијачки групи, тајни служби и така натаму и така натаму. Ако таму има мирно море, тогаш лесно ќе може да го реши косовското прашање или да капитулира по однос на косовското прашање. Ако тоа не го реши во пакет со Српската православна црква, тогаш може да му се случи црногорско сценарио. Знаете она приказна: ти зборам Керко, сети се снао. И всушност ова што го анализирам за Србија, за Александар Вучич, е универзален модел, почитувани гледачи. Тоа важи секаде на Балканскиот полуостров, вклучително и во Република Македонија. Навистина ние имаме атрофирани навијачки групи, навистина ние имаме атрофирани криминални кланови, меѓутоа во еден момент, кога дојде време да се менува власта во Република Македонија, тие навијачки групи, криминални кланови, а посебно тајните служби ќе ја сменат страната, ќе го пуштат низ вода Зоран Заев и ќе го сменат дресот. Тоа не мора да значи дека ќе биде ВМРО ДПМН, може да биде левица, може да биде нова структура во врвот на СДСМ. Значи можностите се многу големи. Меѓутоа, за да се случи тоа, овие три структури, ова свето тројство мора да ја смени страната. Се сеќавате, некаде пред 7-8 години имаше инцидент на стадионот на Југословенската народна армија или стадионот на фудбалскиот клуб Партизан. Тамо беше сега седиштето на овој клан на Велја Неволја. Тамо тој го чувал снајперот, ги мачел луѓето и така натаму и така натаму, или тоа го пишуваат белградските медиуми. Нистиот тој стадион од црквичката која далече на 50 метри од стадионот беше пуштен оној дрон со знамето на голема Албанија. Во моментот кога се пушта тој дрон, кога се случува инцидентот предизвикан од лидерот на навијачката група на Црвена звезда, значи тамо на тој стадион е тогашниот претседател на Република Србија Томислав Николич. Само среќа ја спаси Србија и Белград да не се случат големи хаоси на улиците на Белград, да не се убие некој од фудбалерите на репрезентацијата на Албанија, да не настане голем меѓународен инцидент. Значи некој што ги контролира навијачките групи во Србија, а можете да претпоставите кој ги контролира навијачките групи во Србија, кој тогаш не е присутен на стадионот на фудбалскиот клуб Партизан или стадионот на Југословенската народна армија, како што се нарекуваше постарано, прави инцидент на фудбалскиот надпревар помеѓу репрезентацијата на Србија и репрезентацијата на Албанија, тамо е присутен тогашниот прв човек или претседател на Република Србија и за малку или за влакно избегнат голем меѓународен инцидент, па дури воен конфликт помеѓу Косово, Албанија на една страна и Србија на друга страна. Гледате, тоа е моќта на навијачките групи. Тоа е моќта на тие структури. Тие може да ви направат сериозни конфликти, ако вие сакате да ви направат сериозни конфликти. Затоа, раскусурувањето со кланот на Велја Неволја всушност значи прв обид, прв момент кај што Александар Вучич треба да расчисти со нешто што му ја представува силата. Тоа е неговата сила, тоа е неговата моќ. Со помош на навијачките групи владееше, со помош на навијачките групи тој ќе бе симнат од власта во Република Србија и во Белград. И имаме Српската православна црква.
Додека ги кажам овие најави, а сега четврток некаде околу 15 часот, ние се уште не знаме денес се случува тоа, денес отпочна Српскиот сабор или Саборот на Српската православна црква, кај што треба да се избери прв човек на Српската православна црква. Ние се уште не знаеме кој ќе биде избран за прв човек или за поглавар на Српската православна црква, меѓутоа Српската православна црква е исклучително битна, исклучително мокна. Знаете, ако вие имате една растурена опозиција, како што опозицијата во Србија, тогаш освен навијачките групи, освен тој некој десен радикализам, вас може и како одредена политичка конкуренција да ви представува или како политичка опасност Српската православна црква. Тоа е црногорскиот модел кој го спомнав. Тоа што се случи во Црна Гора, сега Александар Вучич се плаши дека може да му се случи во Србија. Затоа на сите начини сака да ги елиминира сите потенцијални опасности на чело на Српската православна црква, да дојде човек кој не е под негова контрола. Затоа беше отворена аферата против оној владика Глигорие, кој вела дека личи на Джордж Клунин, или тоа се приказните во српските медиуми, му беше извадена афера со една позната српска глумица Катарина Радивојевич, Зона Замфирова, ја вади Воислав Шешел. Го обвинуват дека му била љубовница и дека со пари на црквата ја праќа да прави кариера во Америка, дека таа не направила никаква кариера. Меѓутоа, бидејќи тој човек се спомнуваше како можен кандидат на опозицијата на претседателските избори за 2 години, а Александар Вучич нема да се кандидира на изборите за 2 години, бидејќи нема право според уставот на Република Србија, ќе го направи оној модел Путин Медведев, ќе се врати да биде премиер, ќе стави некој да биде фигура за претседател на Србија, за да подоцна да го смени уставот и повторно да може да се кандидира на таа функција. Значи, велам, тој владика Глигорие се спомнуваше дека е можен кандидат на опозицијата на тие избори за 2 години и веднаш му извади афера. Затоа е битна Српската православна црква за Александар Вучич, бидејќи освен навијачките групи, одредено гнездо од каде што може да почне процесот на рушење на Александар Вучич по црногорско сценарио е Српската православна црква. Се сеќавате на Дака Давидович, тој е оној тајкун кој некаде пред изборите во Република Македонија, тоа е периодот некаде јуни, јули минатата година, беше пуштена онаа бомба и оние негови разговори со Зоки Милевски Кичевскиот. Кај што Зоки Милевски Кичевскиот вели дека имал разговори со Зоран Заев, дека имал разговори со тогашниот секретар на владата Драги Рашковски за одредени тендери, одредени сделки, одредено градежно земјиште, кое е договарано уште во времето на Никола Груевски. Е, тој Дака Давидович сега се спомнува како човек кој го зазема местото на Мило Ѓукановиќ, сите тие структури криминални во Црна Гора, кои се бавеле со шверц на сигари, сега полека од Мило Ѓукановиќ одат во предградките на Дака Давидович. Тој беше всушност главниот оперативен играч на британските разузнавачки структури во Црна Гора, главен оперативен играч на покојниот владика Амфилохije, и тој го финансира пучот кој се случува во Црна Гора. Сега се говори дека тој се обидува да направи антивучич расположение и во Црна Гора, и во Република Српска, и во самата Република Србија. И затоа српските медиуми, посебно Белградски курир или Српски курир, подат хајка против Дака Давидович, дека тој со своите пари ги финансира овие навивачки групи, овие криминални кланови и прави одредена атмосфера за можно рушење на Александар Вучич. Односно, дека тој со своји пари сака да го намести и изборот на нов поглавар на Српската православна црква. Вела дека негов адут е владиката Јоаникија, десната рака на Амфилохije Радојич, на покојниот Амфилохije Радојич, меѓутоа тамо може се што да се случи. Во изборот на прв човек на Српската православна црква ќе се вклучат и британските и руските разузнавачки служби. Бидејќи британските и руските разузнавачки служби го направија тоа што го направи во Црна Гора. Бидејќи тој модел се покажа како успешен, како ефикасен, а британските и руските разузнавачки структури секогаш работат заедно и секогаш заедно реализираат одредени операции, без разлика колку се конкуренти, без разлика колку се во конфликти и така натаму и така натаму. Кога имаат одреден заеднички интерес, тој го реализираат како швајцарско сирење или како по одредена рецептура. Сега и британските и руските разузнавачки структури и служби имаат свој интерес да инсталира свој човек на чело на Српската православна црква. Човекот на британските структури е владиката Јоаникија, човекот на српските, односно на руските тајни служби е владиката Иринеј Бачки. Тоа се двата фаворити кои можат или нивните групи можат да победат на изборот или на саборот на Српската православна црква. Но кој да победи? Преку Српската православна црква ќе почне процесот на рушење на Александар Вучич. Зошто е ова важно, почитувани гледачи? Зошто е ова важно за нас? Бидејќи Вучич го чека процес на решавање на косовското прашање, но не со Хашим Тачи. Хашим Тачи во Хашкиот трибунал го чека процес на решавање на косовското прашање со Албин Курти.
Албин Курти е премиерот кој минатата година, тогашната американска администрација на клоци го избрака од власта во Приштина. Тој го обвини Ричард Гренов, значи десната рака на Доналд Трамп, дека направил се да го симни од премиерската функција во Косово. Сега новата администрација на Џо Бајден го враќа Албин Курти на власт во Косово. Го враќа Албин Курти на власт во Приштина. Што сака да постигне новата администрација? Конфликт и преку конфликт да биде решено тоа косовското прашање. Враќањето на Албин Курти за нов премиер, а тој направи Джандар збира на изборите во Приштина, односно изборите во Косово, значи дека се влегува во одреден процес на војно решавање на косовското прашање. Бидејќи ако Албин Курти ви речи, диалогот со Белград не е помеѓу првите 5 или 7 топ приоритети на новата влада и вели дека тој не сака да разговара со Белград, туку сака да разговара со србите кои живеат во Косово, тоа значи тој ви праќа порака дека тој сака да разговара за инкорпорирање на Северно Косово во рамки на Република Косово. Како е возможно вие да го инкорпорирате Северно Косово или Северна Косовска Митровица во рамки на Република Косово, а тоа да не биде по воен пат? И всушност кога Албин Курти ќе ви речи тој сака диалог со косовските срби, а не со Белград, тој си кажува дека сака Косово да биде една единствена целовита независна држава, кај што Република Србија ќе мора да го признае Косово. За тоа да се случи, Вучич ќе мора да капитулира во однос на косовското прашање. Победата на Албин Курти на изборите, однесувањето на администрацијата на Џо Бајден во однос на Косово, честитката која Џо Бајден ја праќа после победата на Албин Курти, после независноста или прославата на годишнината на независноста на косовската независност, значи тоа дека американската администрација не се откажува од моделот Косово да биде независна држава. Или како вели Албин Курти, веќе треба да бидат архивирани и адаптирани сите оние сценарија за размена на територии. Тоа веќе не постои. Не постои волшебно стапче кое некој ќе го извади и ќе дојде и на тој начин со размена на територии ќе го решава косовското прашање. Победата на Албин Курти значи мал чекор кон воена разврска на косовското прашање. Гледате, почитувани гледачи, како функционираат тие големи тајни служби. Кога рекам големи тајни служби, мислам на американската, британската, руската, германската, па и француската тајна служба. Тие ги пуштат низ вода сите овие команданти на УЧК, ги пензионират овие команданти на УЧК или ги носат во Хаг и Хашкиот трибунал, па им се суди. И всушност судејќи им на командантите на УЧК Хашим Тачи, Кадри Весели, така натаму и така натаму, фрлат одредена темна дамка, одредено црно петно на функционирањето на УЧК во тој период 99-2001 година. Го носат Албин Курти, значи некој што нема излезено, тој е веројатно прв косовски премиер или председател кој не е излезено чинелот на УЧК го носат на власт и го оставаат на слобода само Рамош Харајдинај. Зошто Рамош Харајдинај? Бидејќи е француски човек. Два пати е однесен во Хашкиот трибунал, еднаш е апсен во Франција, 3 месеци лежи во француските затвори и подоцна е ослободен од обвинувањата. Франција, односно Емануел Макрон, има средба пред 2 недели со Александар Вучич, кај што вели дека постојат 3 модели за решавање на косовското прашање. Едниот модел е србите и косоварите сами да се договорат. Како е возможно србите и косоварите сами да се договорат? Нема шанса. Освен воен конфликт помеѓу србите и косоварите, не постои друга шанса тие сами да се договорат. И кога Александар Вучич ќе ви рече дека Емануел Макрон е отворен за одредени алтернативни решенија, тој мисли дека е Макрон отворен за одредени решенија за размена на територии. Меѓутоа кога ќе дојде Албин Курти, а вие ќе му го залепите францускиот играч Рамош Харајдинај, бидејќи само тој успева да се спаси од овие големи команданти на УЧК, тоа значи дека Франција сака да има контрола врз процесот. Процесот го водат русите, делумно британците и делумно американците, меѓутоа во голем дел го водат русите, бидејќи русите имат најголемо влијание врз косовската политичка сцена, колку тоа делува апсурдно, има најголемо влијание и врз функционирањето на УЧК, бидејќи сите овие големи команданти на ОВК, на УЧК и така натаму беа финансирани од Москва, дали беа директно од Русија, дали беа преку Романија, дали беа преку некои други сателит држави, не е битно, меѓутоа Русија секогаш имаше голема контрола врз таа групација Косово Република, односно структура која се бореше за независноста на Косово. Русите имат контрола, имат французите, имат американците. Тоа е добра комбинација да има воен конфликт. Војниот конфликт треба да биде стимулиран од тврдоглавото однесување на Албин Курти. Изминатите 10 или 15 години Албин Курти покажа дека може би да му фалат многу работи, но тоа што го има како вишок, тоа е голема политичка тврдоглавост. И ако тој реши да не води диалог со Белград, да оди на воен конфликт, ако тоа е задачата која му е дадена, знаете, оние како оние зајаци
на митинзите во Цирих, се пуштаат да трчат, а вие подосна го следите. Ако му е тоа задачата на Албин Курти, тој таа задача ќе исполни 100%. Затоа е донесен на власт. Затоа има безмалку 47% од освоените гласови. Тоа е на џан да разбира победа, но за да направи влада му се потребни гласовите на Рамуш Хариденај. Рамуш Хариденај, за да му ги даде гласовите на располагање на Албин Курти, ќе бара да биде нов косовски председател. И тука е таа комбинација. Само една личност од врвот Нучека успеа да преживе и таа личност со помош на французите се ќе биде ставен да може да го контролира колку толку да може Франција да има контрола врз процесите на преговори помеѓу Белград и Приштина, без разлика како ќе се водат, дали директно, дали преку нишанот на снайперите. Погледайте или прочитате што изјавува изминатите 2 или 3 недели Рамуш Хариденај и Албин Курти. Те велат, ако Белград не ја призна независноста на Косово, ако Косово не ги отпочне преговорите со НАТО, со Европската унија, тогаш Косово ќе размислува да распиши или да спроведе референдум за обединување со Албанија или со Тирана, односно да дојде до обединување помеѓу Приштина и помеѓу Тирана. Албин Курти вели на вистина во Косовскиот устав има одредена одредница дека Косово прифаќа дека не треба да се спои со други независни држави, соседни држави, за да може да направи одредена форма на федерација, но во моментот кога Косово ќе стане вистински, таква формулација употреба тој, вистински независна држава, а Косово ќе стане вистинска независна држава кога ќе се обедини со Северно Косово, кога ќе воспостави контрола војничка, полициска и секаква друга на територијата на Северно Косово, кај што сега има српска контрола, значи кога Косово ќе стане вистинска независна држава, тоа вели Албин Курти можеме да го смениме уставот и да се откажеме од нашата независност и да направиме федерација со Албанија. Значи тоа го говори и Рамуш Хариденај, тоа го говори Албин Курти. Пораката е следна. Ако не сакате да го прифатите малото Косово, или ако не сакате да ја признаете независноста на малото Косово, вие ќе имате голема Албанија. Или прифатите да го признаете малото независно Косово, или ќе формираме голема Албанија. Меѓутоа, што и да се случи, и мало независно Косово, и голема Албанија, тоа мора да оди преку воен конфликт. Јас мислев дека се откажани од воен конфликт. Јас правев проценка дека се откажани од воен конфликт. И мислев дека целата таа структура на Албин Курти е пуштена низ вода, дека американската администрација ќе се откаже од таа структура, бидејќи таа структура која тешко може да се контролира токму поради таа тврдоглавост на Албин Курти, меѓутоа враќајќи го тврдоглавиот Албин Курти на власт во Приштина и во Република Косово, веројатно некој се подготвува за воен конфликт. Тоа може да се американците, но тоа може да се русите. Зошто? Поради огромното влијание на Русија што го имат на Косово. Воен конфликт на Косово за Русија ќе значи алиби за секаква можна воена разврска на постсоветските територии и простори, дали тоа ќе биде Украина, Грузија, Кавказскиот регион, Балтичкиот регион, не е битно. Значи Косово за русите служи како модел како тие да ги решават своите отворени прашања, вклучително и во Молдова или во Приднестровје. Затоа не само американците, туку и русите имат интерес да има воен конфликт на Косово. Американците за да го заокружат тој процес, кој го почна администрацијата на Бил Клинтон, а Џо Бајден е само продолжена рака на таа администрација на Бил Клинтон, а русите за тоа да може да го користат како модел да ги решават своите надворешни отворени прашања на територија кај што русите имаат одредени стратешки интереси. Сега дојме на теренот на Република Македонија или влијањето на одредени 3 регионални играчи, 3 регионални држави, па да речеме и 3 регионални сили, без разлика дали е тоа војнички, политички или финансиски, влијањето врз македонските политички разврски. Дојме моделот на Јанес Јанша. Јанес Јанша ја дуплира својата предност. Води убедливо пред словенечката опозиција. Пред 2 или 3 дена се спаси од гласање за недоверба во словенечкиот парламент. Јанес Јанша се финансираше од истите унгарски пари. Медиумите под контрола на Јанес Јанша беа финансирани од истите унгарски пари. Од унгарското масло, со кое се финансират унгарските медиуми во Република Македонија, беа финансирани и унгарските медиуми во Република Словенија. Тамо немаше многу медиуми, тамо немаше 200 портали, тамо има една телевизија ТВ Нова, која е технички, формацијски, кадровски на пониско ниво телевизија Алфа. Тамо има еден неделник, тука нема неделник, тоа е Демокрација. Нема радио, има еден или 2 портали. Дури порталот под контрола на Јанес Јанша е најчитан портал во Република Словенија, бидејќи секој кој сака да прочита нешто десно, оди го отвара тој портал. Овде имаме 200 портали, еден цел систем на портали кој се финансира од унгарски пари. Некаде 7 до 8 милиони евра по последните 2,5 години се влезени во медиумите, унгарските медиуми во Република Македонија. Толку пари не се влезени во унгарските медиуми во Република Словенија. А Јанес Јанша победи на изборите. Значи не е проблем во моделот, не е проблем во парите, проблем е во лидерот.
Значи, ке ВМРО ДПМН не е проблем колку унгарски пари ќе влезат или дали денес Виктор Орбан е налютен и има речено вие многу пари потрошивте, а нема никакви ефекти. Не е проблем во моделот, бидејќи и тамо на таа телевизија на Јанес Јанше и во тие медиуми на Јанес Јанше се интервјуира само Јанес Јанше и луѓето кои личат на Јанес Јанше, исто како што се случува во медиуми кои се финансирани со унгарски пари во Република Македонија. Значи не е проблем во парите, не е проблем во моделот, разликата е во Јанес Јанше и Христијан Мицкоски. ВМРО ДПМН, џабе му се парите, џабе му е унгарскиот модел, кого нема Јанес Јанша. Да го имаше ВМРО ДПМН Јанес Јанша, ќе победеше и на претходните избори, ќе беше власт во Република Македонија. Значи ни пари, ни структура, ни модел не вредат ни 5 пари ако вие немате лидер кој тоа може да го ефектура. Словенците или таа словенска десница го има Јанес Јанша. Гледате, човекот прифати да одлежи 2 години затвор. Тој верува во своите идеали. Не само што верува во своите идеали, туку ги натера и гласачите во Словенија да веруваат дека тој е невин, дека ја има сватено грешката, ако има грешка направено, и дека може да ја води Словенија кон некоја посветла иднина. И видите, врвот на кариерата на Јанес Јанша ќе биде некаде на 1 јули, кога Словенија ќе биде председавач на Европската унија. Јанес Јанша, од човек кој пред 5 години беше во затвор, сега ќе биде прв човек на Европската унија на 1 јули оваа година. Тоа е круна на кариерата на Јанес Јанша. Затоа велам, и таму има унгарски пари, и таму има унгарски медиуми, и таму има унгарски модел. Таму паметно се користат тие пари. ТВ Нова направи своја зграда која е во сопственост на унгарците и на маđарите. Овде си ги раđи 15 или 20 години. Значи разликата е во начинот на кој вие ги трошите парите и во моделот со кој вие се борите да дојдете на власт. Моделот на Јанес Јанша е добар модел, се покажа дека успешен модел. Моделот на Христијан Мицкоски и Нацо Николовски е катастрофален модел. Со тој модел никош нема да дојдат на власт во Република Македонија. Знаете како велат, почитани гледачи? Еден за сите, сите за еден, то еден за никаде. Значи вас не ви требаат 200 медиуми, вас не ви требаат 200 портали, вас ви треба еден лидер. И ако имате еден лидер, вие со еден портал, со една телевизија, со еден медиум може да дојдете на власт. Бидејќи идејата најдобра може да ја промовирате сами. А ако имате следбеници кои веруваат во таа ваша идеја, тогаш тие се најголем медиум во Словенија или во Република Македонија. Тоа што може да го направи еден човек, не може да го направи ниту еден медиум. Ако имате 100.000 следбеници, тие 100.000 следбеници дневно се среќаваат со 10 до 15 луѓе. Тоа значи дека тие дневно комуницираат со 1,5 милион луѓе. Ако тие веруваат во вашите идеи, во вашите идеали, во вашата политика и верувајќи во тие ваши идеали и ваша политика, така ја пренеса таа политика на тие 10 луѓе со кои се среќаваат дневно, тогаш веројатноста дека тие 10 луѓе ќе поверуваат во вашата идеја, вашата политика е огромна. И не постои ниту еден медиум, ниту Канал 5 телевизија, ниту Сител телевизија, најмалку Алфа телевизија, кој може да ја замени вербата на луѓето во политиката на лидерот. Ако луѓето, ако членството не верат во политиката на лидерот, ако лидерот не знае да наметне таа политика, џабе ви се 200 портали. Тие 200 портали не може да заменат еден лидер. Значи, тоа велам, место 200 портали, еден лидер. Тој лидер кој ќе може да ја промовира својата политика и да победи на избори. Вториот пример или вториот модел е Хрватска. Тама е ХДЗ на власт. Хрватска имаше избори некаде 2 или 3 недели пред изборите во Македонија на 15 јули, значи јуни минатата година, во Хрватска се случија парламентарни избори. Тоа што не го направи Христијан Мицкоски, го направи Пленковиќ, лидерот на ХДЗ. Дозволува Мирослав Шкоро, партијата на Мирослав Шкоро, да оди крајно десно. Им дозвола да ги соберат тие десни гласачи и тој прави джандар збира помеѓу неопределените гласови, помеѓу неопределените гласачи и во центарот. Бриши пато со хрватскиот СДСМ. Зошто? Бидејќи му дозволува Мирослав Шкоро да ги собери сите десни гласови. Тие десни гласови доаат на контото на партијата на Мирослав Шкоро, а Андреј Пленковиќ прави джандар збира растур систем прво помеѓу неопределените гласови, помеѓу неопределените гласачи и во центарот на хрватската политичка сцена. Избришува пато со хрватскиот СДСМ. Тоа не го прави Христијан Мицкоски. Требаше на левица да ја овозможи да ги собери сите тие екстерно десни гласови. Или Александар Пандов како прв човек на тој патриотски институт да направи одредена десна конзервативна структура, да се исчисти од тие гласови и тоа ќе направеше дар-мар растур систем, ќе ги земеше сите неопределени гласови и ќе направеше растур систем од центарот, ќе избришеше пато со СДСМ на изборите на 15 јули. Значи, тоа што го прави Пленковиќ, имате модел кој е тестиран дека е успешен, тој е моделот на Пленковиќ во Хрватска. Тој модел на Пленковиќ во Хрватска, кој интелигентен и гледа барем 2 чекори, барем 2 години напред, не го прави Христијан Мицкоски во Република Македонија. Не треба
требаше ништо друго да прави, само да го копира моделот на Пленковиќ во Хрватска. Само ако го копираше моделот на Пленковиќ во Хрватска, Мицковски ќе беше власт во Република Македонија. Тоа е разликата помеѓу политичар кој знае да владее, кој разбира политика, и политичар кој не знае да владее, не разбира политика. Мицковски да беше Пленковиќ, ВМРО ќе беше ХДС, ќе беше власт во Република Македонија. И го е Ердоган. Гледате како полека овој Тодор Живков на македонската политичка сцена, а тоа е Зоран Заев. Како јас го велам, најголемиот итроман. Јас велам тој итар политичар, овиот завиша филм групацијата, тоа го преведот како мудар политичар. Не, Зоран Заев е итар политичар. Тој е Тодор Живков на македонската политичка сцена. Тој не само што му го зима Александар Вучич на ВМРО ДПМН на Христијан Мицковски, туку сега прави обид да го добие на своја страна и Тајип Ердоган. Односно мокната Турција, која е мокна воено, политички, финансиски, секако, таа е воена сила, таа е една од најмокните држави на Балканскиот полуостров. Значи, тој се обидува да го земи на своја страна и Тајип Ердоган. И тоа го прави преку два модели. Првиот модел е Седат Пекер. Седат Пекер е човекот по кој е снимена серијата Долина на волците. После промените во Црна Гора, тој мора да ја напушти Црна Гора и се доселува на територијата на Република Македонија. Изнајмува или рентира хотел во близината на Скопје, во општина Петровац, и таму е со целото свое семејство и со обезбедување кое брои 9 лица. Има комуникација со мноштво на политичари во Република Македонија, со вториот човек на Министерството за внатрешни работи, со лидерите на турските политички партии, дел од тие турски политички партии се членови на владината коалиција, за да ги подобрат своите односи со Тајип Ердоган, владата на Зоран Заев, министерот за внатрешни работи, го протеруваат Седат Пекер, значи човекот по кој е снимена серијата Долина на волци. Тоа се случува во јануари месец, го протеруваат на територија на Република Косово. Не само што го протеруваат, туку му даваат забрана од 5 години да не може да се врати на територија на Република Македонија. Турската партија Енес Ибраим излезе, даде одредена изјава дека ќе ја преиспитат својата улога или своето учество во коалицијата со СДСМ. Веројатно се јави од Турција, веројатно требаше да трае тоа само 2 минути, не траат тие разговори повеќе од 2 минути, и другиот ден излага на еден медиум под контрола на СДСМ, вели Христијан Мицковски не е алтернативата, ние ќе останеме во коалиција со СДСМ. Значи, ем го пуштаат низ вода, ем не му кажуваат дека ќе го протерат Седат Пекер, а тоа е човекот со кој тој има блиски релации, блиски контакти, бидејќи тој е еден од тие кој е снимен на разговори со Седат Пекер во тој хотел во општина Петровац. Значи, го пуштаат низ вода, не му кажуваат дека ќе го протерат Седат Пекер, тоа го прават кога тој се наоѓа во Истанбул и тој покрај се мора да остане во коалиција со СДСМ. Зошто? Бидејќи Тајип Ердоган има така наредено. Гледате, Тајип Ердоган, кој на изборите на 15 јули, како што велат извори кои се добро информирани во тие работи, преку територијата на Србија, во структурите на македонската опозиција, тоа не значи само ВМРО ДПМН, или тоа не значи ВМРО ДПМН, значи во структурите на македонската опозиција има вбризгано повеќе од 2 милиона евра кеш пари за изборите. Сега тој ја менува страната и почнува да кохабитира со Зоран Заев или со овој Тодор Живков на македонската политичка сцена. Значи, тој влага во ризик, со помош на Оливер Спасовски го протерува човекот по кој е снимена таа турска серија Долина на волци. Зошто? Бидејќи Седат Пекер е во конфликт со зетот на Тајип Ердоган. Конфликтот тежи 300 милиони евра. Видите, во Турција тепачките и конфликтите се за големи пари, не се за 2000 евра, за 300 милиони евра. Го брка Седат Пекер и ги подобруваат односите со Тајип Ердоган. Вториот гест на добра волја од Зоран Заев кон Тајип Ердоган е Сали Мурати. Сали Мурати е роден во село Врапчиште. Тоа е турска општина. Таму има доминантно турско население. Роден е во село Врапчиште, има турско потекло и станал прв човек на Уставниот суд на Република Македонија. Тоа е барањето на Тајип Ердоган. Зоран Заев го исполнува тоа барање на Тајип Ердоган и Сали станува прв човек на Уставниот суд во Република Македонија. Така се подобруваат односите помеѓу Тајип Ердоган и Зоран Заев. Затоа се изјавите на Арбен Таравари во тој контекст, дека тој би коалицирал и со СДСМ, само не би коалицирал со ДУИ. Знаете зашто ги дава Таравари тие изјави? Бидејќи за да победи на избори во Гостивар му се потребни турски гласови. Ако ги нема турските гласови, не може да победи Таравари на изборите во Гостивар. Бидејќи еден голем дел од луѓето кои потекнуваат од Врапчиште сега се клучни бизнесмени, клучни фактори во општина Гостивар. Навистина Врапчиште е посебна општина, меѓутоа еден голем дел на луѓе кои потекнуваат од Врапчиште се доселени во општина Гостивар. Еден голем процент од населението или гласачите во општина Гостивар има турско потекло, па дури овие прваци
на албанските политички партии во Гостивар има турско потекло. Без турските гласови никој не може да победи во општина Гостивар. Тоа го знае Таравари и затоа да изјави дека тој би коалицирал со СДСМ, само не би коалицирал со Али Ахмети или со Дуј. Зошто? Бидејќи гледа дека односите помеѓу Тајип Ердоган и Зоран Заев се подобруваат и бидејќи тие односи се подобрени, може лесно да се случи како што беше некаде пред 10 години на пописот 2011 година, повторно Ердоган да дојде на пописот во Република Македонија, да присуствува на пописот во Република, не велам дека тоа е договорено, но ако тоа се случило 2011 година, Ердоган да дојде и да лобира турците да се попишуваат како турци во Република Македонија 2011 година, зошто да не го репрезира тој модел и повторно да дојде кога ќе се случи пописот во април месец ова година, да лобира турците да се попишат како турци во Република Македонија. Таравари го знае и ги дава тие изјави. Тие изјави даде вчера, почитувани гледачи, кај што вели не е отврла можноста да коалицира со СДСМ. И под број 3, турците финансират она партија Беса, она изворна партија Беса, подоцна прават раскол во партијата Беса, па таа се дели на два дела, партија Беса и Алтернатива. И сега во Алтернатива има спекулации дека се работи на смена на Африм Гаши, првиот човек на Алтернатива. И треба всушност се донесе одредено порадикално раководство, кој би можело да влезе во одреден конфликт со албанските политички партии во Република Македонија. Се говори дека тоа може да биде пратеникот на Алтернатива од општина Чаир. Не велам дека тоа ќе се случи, меѓутоа тоа се спекулациите дека турците или турските интереси или турските служби во Република Македонија, или турските играчи во Република Македонија работат на порадикално решение, лидерско решение на чело на партијата Алтернатива. Тоа да не биде Африм Гаши, туку да биде дел од пратеничката група кои се порадикални, кои се полојални на структурите на Тајип Ердоган. Таа партија која ќе биде под контрола на Тајип Ердоган, која ќе биде целосно под контрола на Тајип Ердоган, тогаш Тајип Ердоган ќе одлучи дали таа партија ќе биде во коалиција со СДСМ и Зоран Заев или нема да биде во коалиција со СДСМ и со Зоран Заев. И гледате ви одеднаш двете Беси може да бидат во коалиција со Зоран Заев. И таа приказна на Христијан Мицкоски дека ќе прави нова влада, дека ќе прави ново мнозинство, тоа мнозинство му е како кула од карти, знаете, како одредена тврдина која се гради на темели од кремвишли. Овој работи на терен, му има купено пратеници, има пратеници кои ги има ставено во подрум, за секој случај, вели вие бидете во ВМРО ДПМН, стано збор за 3 до 5 пратеника, седите во ВМРО ДПМН, Вице Заев или некој Заев ќе ви плаќа, секој месец ќе ви носи поштарот одреден чек, кога ќе дојде време, вие може да гласате против ВМРО ДПМН или може да гласате за СДСМ. Значи, кјутни бутни филозофија, работи и трае, не кажува, овој ништо не прави, се фали на сите страни. Него му се треси фотелјата во партијата, говорам за Христијан Мицкоски, му спрема двонароден конгрес на 28 без разлика дали ќе успе или нема да успе. Знаете, тоа е како со атентати. Нема неуспешен атентат. Ако се случи атентат, секој атентат е успешен бидејќи остава политички штети врз една држава, така и нема неуспешни обиди да се презиме одредена партија. Што и да се случи на 28 март, кога има воднареден конгрес, штетата е огромна и штетата е направена. Значи, велам, овој трае прави работа, односно кјутни бутни прави одредена работа, купува пратеници на ВМРО ДПМН, не се фали, овој не може да купи ќор пратеник, а се фали дека има направено парламентарно мнозинство. И излага на коалицијскиот партнер или на телевизијата на коалицијскиот партнер Сета телевизија, вели, имал 61 пратеник, како велат високи функционери на ВМРО, така ги брифира, тоа вчера во вестите го кажа, имале 61 пратеника, ама сега оделе на 65 за да бидат сигурни. Зошто да бидат сигурни? Бидејќи власта можела да ги уцени, подкупи или ги исплашува пратеници кои сакаат да гласат за ново парламентарно мнозинство. Тоа е како Мали Џокица или како Ацо Николовски и Христијан Мицкоски размислуват и замислуват дека функционира политиката во Република Македонија. Политиката е многу сериозна работа. Кога вие таа сериозна работа и таа сериозна играчка ќе дадете во рацете на две неиживеани деца, станува тоа што станува во ВМРО ДПМН. Одеднаш тие почнува да стануваат перпетум мобиле на правење на проблеми и на непријатели. И наместо да создават пријатели и да го шират фронтот бидејќи се опозиција, да ги придобиват сите луѓе кои се незадоволни од владењето на Зоран Заев, тие прават постојано проблеми, прават постојано непријатели и во најголем дел тие луѓе кои се незадоволни од политиката на Зоран Заев стануваат или апатични и нема да гласат на избори, или стануваат гласачи на левица. СДСМ ќе има конгрес кај што ќе гласа целото членство на партијата на 21 март. Значи, политичките разврски во Република Македонија не почнат со конгрес на ВМРО, не почнат со конгрес на ДУИ, туку почнат со конгрес на СДСМ.
и дел од овие мокни амбасади со која сум имал комуникација изминатиот период, а нели новинар мора да има комуникација со политички партии, со одредени структури во криминалното подземје, со одредени тајкуни, со политички партии, со навивачки групи, ќе велам, не може да се случи промена на власта без тоа тројство тајни структури, одредени тајкунски структури, криминални структури, навивачки групи, да не ја смена страната или да не го смена адресот. Значи, сите анализи и контакти кои сум имал во изминатиот период, велеа дека прво треба да се случи конгресот на СДСМ на 21 март. Дека ништо нема да се случи од друго во Република Македонија, се дека не се случи конгресот на СДСМ на 21 март. На 21 март Зоран Заев ќе мора да почне да одработува агендата која странците му ја ставија на маса. И таа агенда не е во однос на прашањето со името, на прашањето на преговорите со Бугарија. Таа агенда е како од Македонија да направи нормална држава. За да може од Македонија да направи нормална држава, колку е можно тоа да го направи Зоран Заев, тој мора да направи од СДСМ нормална партија. Зоран Заев, пред изборите на 15 јули, имаше обврска дека треба да расчисти со структурите на Радмила Шекеринска. Не расчисти со структурите на Радмила Шекеринска, бидејќи изборните резултати беа такви што Зоран Заев имаше многу мал маневарски простор да расчисти со структурата на Радмила Шекеринска. Втората структура со која тој требаше да расчисти е структурата на Али Ахмети. Меѓутоа партијата до Али Ахмети точно знае што може да се случи со нив, точно предпоставува што ќе се случи на Косово, каде што кадри Весели Хашим Тачи ги беа спакувани и испратени во Хашкиот трибунал. Вложија се што има на располагање и партијата Дуја Али Ахмети стана победници на изборите на 15 јули. Затоа Зоран Заев не можеше да реализира двете стратешки задачи и барања кои беа доставени до него. Да расчисти со Радмила Шекеринска и да расчисти со Али Ахмети. На конгресот на 21 март, кај што целото членство ќе гласа, кај што Зоран Заев, како што сега стојат работите, ќе добија нов мандат, нов 4-годишен мандат да го води СДСМ, тој ќе мора да расчисти со Радмила Шекеринска. Не сум сигурен дали ќе има сила да расчисти со Оливер Спасовски, но сигурно ќе мора да расчисти со Радмила Шекеринска. СДСМ и владата на СДСМ се на 111 место по корупција или по перцепција на корупцијата во светски рамки. Некој мора да биде виновен за таквата перцепција. Некој мора да биде виновен дека Македонија е на 111 место по рангирање на корупцијата. Дали пред конгресот или после конгресот ќе почне да се вадат афери? И тоа нема да се вадат во опозицијските медиуми, туку ќе почне да се вадат во медиумите под контрола на СДСМ, афери за Шекеринска, за луѓе на Шекеринска. Гледате, избриша патос со Лидија Димова. Лидија Димова беше човек на Радмила Шекеринска, ја пуштен из вода, ја сменија и ги отвори аферите, самите ги отвори аферите, делумно преку своји медиуми, делумно преку медиуми под контрола на Христијан Мицковски. Така функционира овој македонски Тодор Живков. Значи, за да расчисти со Радмила Шекеринска, тој ќе треба да отвори сезона на афери против Радмила Шекеринска. Останувањето на Радмила Шекеринска во врвот на СДСМ да стане премногу скапо, без разлика колку пратеника се под контрола на Радмила Шекеринска, тоа е пресметан ризик. Тоа е пресметан ризик кој има поддршка од меѓународната заедница. Значи, Заев, за да остане начело на СДСМ, мора да ги пушти низ вода Радмила Шекеринска сигурно и можеби Оливер Спасовски. Второто прашање кое е многу битно и кое не е одговорено во македонската јавност, не велам дека јас располагам со информации што се има случено, туку само го нотирам тоа прашање. Тоа е ударот во Митко Бурчевски. Тоа е најмокната домицилна фигура, значи најмокната фигура македонска, како се вели домашен став, домашен естаблишмент во врвот на американската амбасада. Тој е човекот кој ги пишува сите оние годишни извештаи кои се праќаат паралелно со извештаите на американскиот амбасадор во Република Македонија до Стејт департаментот. Значи, тој е човекот најголема доверба на Филип Рикер, на Христофер Хил, на таа структура. Некој се го отвори фронтален напад кон Митко Бурчевски. Се отвори афера, некоја афера со канабис, каде што е вмешано или каде што е спомнато името на неговиот син. Видите, таа афера можела да биде откриена, но не морала да биде во полицискиот билтен или во полицискиот записник. Од тамо медиумите разбра дека синот на Митко Бурчевски е замешан во одредена афера со канабис. Значи, некој фронтално има отворено и има трнато против Митко Бурчевски. Велам, тоа е најмокната македонска фигура во естаблишментот на американската амбасада во Република Македонија. На таа функција повеќе од 10-15 години, му останато уште 2 години до пензија. Сега почнува процесот или битката кој ќе го наследи Митко Бурчевски во врвот на американската амбасада од една страна и второ, кој сега фронтално отвара конфликт со Митко Бурчевски. И зошто сега отвара конфликт? Министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана, луѓе на премиерот. Бидејќи знаете, ако се отвара конфликт
со така мокен човек во американската структура, тоа може да го направи некој од власта, некој од самата амбасада или дел на опозицијата преку одредени своји структури кои има добиено информации што се случило со синот на Митко Бурчевски. Но што и да се случи, кој да има отворена таа афера не може да биде така спакувана, да биде така затворена. Таа мора да има одреден афтер ефекти, одреден афтер шокови како после секој земјотрес. Тоа беше сериозна земјотрес, кај што се начна мокта јавлењето на Митко Бурчевски, сега треба да се види какви ќе бидат афтер шоковите и кој ќе настрада како резултат на таа отворена афера. Заев сега ќе треба да транзитира, значи кариерата на Зоран Заев после победата на Конгресот на 21 март, ќе треба да транзитира во наредните 4 години во два правци, или ќе може да транзитира во два правци. Или во политичка пензија, или во председателската фотелја. И тука е конфликтот со Стево Пендаровски. Стево Пендаровски на сите начини се обидува да го одложи пописот во Република Македонија. Со одлагање на пописот во Република Македонија се руши коалицијата помеѓу Зоран Заев, Али Ахмети и Дуј. Како вели Али Ахмети, пописот не смее да биде одложен. Иако Стево Пендаровски инсистира пописот да биде одложен, или во своето интервју на телевизија која е наклонета на СДСМ, која е наклонета кон тоа лево гласачко тело, тоа е 24 вести, вели, па видите, не е смак на светот или крај на светот, ако вие го одложите пописот во Република Македонија, тоа значи дека Стево Пендаровски сака да спречи предизборна коалиција, значи коалиција пред локалните избори помеѓу Али Ахмети и помеѓу Зоран Заев, помеѓу СДСМ и Дуј. Бидејќи моделот на Беса и моделот на Мухамед Зекири се покаже како неуспешен да му донесе албански гласови на Зоран Заев и на СДСМ. Затоа се пуштени низ вода и Беса и Мухамед Зекири. На вистина Беса има 4 пратеника и поради тоа мора да биде играна и да биде одржувана во кондиција. Меѓутоа Зоран Заев за да победи на локалните избори и Али Ахмети за да победи на локалните избори мора да направат предизборна коалиција. Ако таа коалиција се покаже како успешна на локалните избори, доаѓа со заеднички листи, со заеднички кандидати за градоначалници, тогаш таа коалиција лесно може да биде предизборна коалиција и пред следните парламентарни избори. Ако таа коалиција победи на локалните избори, или можеби само со локалните избори, заедно со локалните избори се случат и предвремени парламентарни избори, значи ако таа коалиција победи на локалните избори, тогаш Зоран Заев ќе оди на предвремени парламентарни избори. Зошто му е тоа неопходно? Неопходно му е на Зоран Заев, ако сака да се кандидира на функцијата председател на државата на изборите 2024 година, да биде начело на влада која ќе ги спроведува тие избори. Зошто? Бидејќи изминатите 30 години се покаже дека на председателски избори секогаш победува кандидатот на владата во или на власта во Република Македонија. Така беше Бранко Ценековски, Борис Рајковски, Киро Глигоров и Ѓорги Иванов. Значи Зоран Заев има две можни траектории: политичка пензија после 2024 година или да биде нов председател на државата. Тој ќе направи се да го елиминира Стево Пендаровски. Стево Пендаровски тоа го знае и затоа предварително се обидува да ја спречи таа коалиција помеѓу Али Ахмети, Зоран Заев, Дуј и СДСМ да биде предизборна коалиција. И тука е конфликтот кој ќе се случи во СДСМ. Структура на Радмила Шекеринска, структура на Стево Пендаровски. Видите, Стево Пендаровски нема структура. Тој освен секретарката таму тој кабинет, во таа палата наводно или во таа вила наводно не контролира ништо. Ја контролира секретарката, евентуално возачот и сопругата и синчето. Но може да се случи за Стево Пендаровски се залепи структурата на Бранко Царенковски. Тоа ќе се, значи, разврските во СДСМ. Затоа Зоран Заев само иницијативно или под сугестија на странците ќе фаворизира два лика, ќе гради два лика. И во тој процес на негово транзитирање ќе транзитират или ќе растат два лика, ќе видиме колку ќе бидат успешни. Едниот е Лупчо Николовски, кој е вице-премиер во владата на Зоран Заев, и вториот е министерот за правда Бојан Маричич. Тоа се двата лика кои ќе го заменат Зоран Заев на лидерската позиција во СДСМ или на можната лидерска позиција или на премиерската позиција ако СДСМ победи на изборите 2024 година или некои предвремени избори или по заминувањето на Зоран Заев на функцијата председател на Република Македонија ако победи на председателските избори или ако се кандидира на председателски избори. Значи тој процес на транзитирање на Зоран Заев, освен кон Радмила Шекеринска, освен краци кон Стево Пендаровски, ќе треба да фаворизира две имиња во структурите на владата и во структурите на СДСМ. Тоа е Лупчо Николовски и тоа е Бојан Маричич. Лупчо Николовски и Бојан Маричич се двата лика, двата играчи кои имат најголемо влијание, кои имат најголема блискост со Зоран Заев, и тоа ќе бидат играчите кои Зоран Заев велам само иницијативно или под сугестии на меѓународната заедница ќе мора да ги фаворизира, да ги расте, да ги јакне во наредниот период. Два процеси ќе се битни ова година со Зоран Заев. Првиот процес е пописот во Република Македонија. Тој попис мора да биде спроведен, бидејќи треба да биде бетонирана таа коалиција помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети.
Видите, тој попис треба да биде така спроведен што треба да биде вин-вин, да биде победник и Зоран Заев, да биде победник и Али Ахмети. Значи затоа се направени овие две графи, да може и Али Ахмети да прогласи победа, условно речено на пописот, да може и Зоран Заев да прогласи победа на пописот. И вториот процес е изборот на градоначалници. Очигледно дека Зоран Заев сака да расчисти со градоначалниците под контрола на Радмила Шекаринска, под контрола на Бранко Царенковски, под контрола на одредени други структури кои не се лојални на струмичкото лоби или на струмичкиот клан во врвот на СДСМ. И ако вие гледате, почитувани гледачи, главните афери на социјалните мрежи кон одредени градоначалници од СДСМ не се од луѓе блиски на ВМРО-ДПМНЕ, не се од Фейсбук играчи блиски на ВМРО-ДПМНЕ, туку се Фейсбук играчи кои се блиски на Зоран Заев, кои се блиски на структурата на Зоран Заев. Тоа значи дека Зоран Заев ќе расчистува со градоначалниците и ќе се обиде со една нова екипа, или во најголем дел нова екипа, да истрча на изборите во Скопје, бидејќи круна на локалните избори ќе бидат изборите во Скопје. Зоран Заев треба да победи во еден голем дел на урбани скопски општини и да го добие градот Скопје. Затоа ќе прави предизборна коалиција со Али Ахмети и со партијата ДУИ. Така ќе може ДУИ да победи во бастионите на албанштината, тоа се Гости, Вартетова, евентуално Струга, а Зоран Заев ќе треба да победи Скопје и во дел на големите градови кај што има албанско население. Што ќе случи во ВМРО-ДПМНЕ? Те имат најавено вонреден конгрес на 28 март. Што и да се случи на тој вонреден конгрес, партијата ќе биде хаварисана. Видите, во опозиција се случува вонреден конгрес кој не го признава председателот, кој најавува свој конгрес во ноември после локалните избори, но тој конгрес ќе се случи. На тој конгрес може да победи опцијата за смена на Мицкоски, а и не мора да победи опцијата за смена на Мицкоски. Но ако победи опцијата за смена на Мицкоски, ќе се влезе во одредена судска разврска, каде што ќе треба по правен пат да се докажува кој е всушност лидер на ВМРО-ДПМНЕ, кој е всушност председател на ВМРО-ДПМНЕ. Ако победи оваа така наречена Мериот коалиција, таа Мериот коалиција и да добие одредена судска сатисфакција, и да добие судска потврда дека се тие во право и дека тие треба да го номинират лидерот, идниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ, ќе треба да освојат Белата палата. Зар вие мислите, почитувани гледачи, дека Христијан Мицкоски ќе ја остави така Белата палата? Па има да ја брани како што вие го брана Рачиново од 2001 година. И ние ќе влеземе во еден Рачиново модел. И ако тој Рачиново модел трае предолго, ако таа агонија во врвот на ВМРО-ДПМНЕ трае предолго, ако тој конфликт помеѓу таа така наречена Мериот коалиција и оваа структура под контрола на Христијан Мицкоски трае предолго, нас ќе ни се случи Рачиново сценарио. Знаете што се случи во Рачиново? Дојде меѓународната заедница и рече дека треба да прекине конфликтот бидејќи предолго трае, дека владините сили, воените сили, полициските сили, армиските сили премногу јалово ја водат битката за Рачиново, не може за 2 или за 3 дена колку што дале гаранции дека ќе влезат во Рачиново и се прогласи примирје во Рачиново. Терористите кои беа барикадирани во Рачиново, па дури можно и инструктори на западните земји беа излечени во автобуси надвор од Рачиново. Ако овој конфликт помеѓу Мериот коалицијата и Белата палата не биде решен брзо после конгресот на 28 март, ако победи велам таа структура, му изласа недоврбе на Христијан Мицкоски, тогаш ќе се оди на средно решение. Тогаш нема да биде ни Христијан Мицкоски, нема да биде ни Мериот коалицијата. Кое средно решение може да се протни во, ајде да речеме, таа игла, како ни зиглени уши помеѓу овие две структури? Можно да е тоа Тимчо Муцунски. Пред 2,5 години, почитувани гледачи, тоа може да се види на мојот фан-пејдж Васко во Центар Ефтов, јас проценувам дека во наредниот период двајцата клучни играчи во СДСМ и ВМРО ќе бидат Тимчо Муцунски и Лјупчо Николовски. И полека се остварува таа моја проценка. Значи, велам, ако се влезе во Рачиново сценарио, ќе се бара средно решение НЗС помеѓу Мериот коалицијата и помеѓу структурата на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски ќе сака тоа да биде Александар Николовски. Знаете, да се оди на реприза на она сценарио. Никола Груевски го намести Христијан Мицкоски, а Христијан Мицкоски треба да го намести Александар Николовски. И всушност на оној конгрес кој е закажан за ноември нема да трча Христијан Мицкоски, туку Христијан Мицкоски ќе треба да го инсталира со кран Александар Николовски. Затоа се прават анкети во врвот на ВМРО-ДПМНЕ. На тие анкети не е името на Христијан Мицкоски, но името на Александар Николовски, Владо Мисајловски, вториот потпредседател и Гордана Свилјановска.
Тоа е всушност излезната стратегија на Христијан Мицкоски со негативен рейтинг повисок од 73-74%. Многу повисок негативен рейтинг отколку Бранко Цренковски 2012-2013 година. Тој сака да има ноемвриски конгрес и на тој конгрес, како што тој беше со кран инсталиран од мери од коалицијата од Сашо Мјалков и од Никола Груевски, сега тој на ноемврискиот конгрес да го инсталира Александар Николовски. Мери од коалицијата вели: ние ќе направиме конгрес, ќе го смениме Христијан Мицкоски, ќе го смениме статутот, дури го повикуваат Христијан Мицкоски, дојди, учествувај на конгресот, ќе го смениме статутот и ќе направиме избори исто како што прави СДСМ со гласање на челото членство. Значи, мери од коалицијата не сака да влезе во филм тие да стават лидер, тие да постават лидер и тој лидер подоцна се вели дека е лидер на мери од коалицијата, туку да се влези во одредени непосредни избори. Да не биде дека Сашо Мјалков, структурата на мери од коалицијата, некои структури на калето бират лидер на ВМРО, дека тоа го прави целото членство на непосредни избори. Тоа се двата модели на разврска ВМРО ДПМН. Непосредни избори, Александар Николовски инсталиран структурата на Христијан Мицкоски, можно гласање на доверба на Христијан Мицкоски, одредено арачиново сценарио кај што двете структури ќе влезат не само во судска, туку и во физичка пресметка и разврска, ќе имаме панорама, но нема да имаме панорама во панорама, туку ќе имаме панорама во Белата палата и како средно решение да испадне некој Тимчо Муцунски. Зошто ви го спомнам Тимчо Муцунски? Бидејќи тој е политичар, почитани гледачи, кој јавно и јасно на Христијан Мицкоски му става до знаење. Тој е оној период кога Христијан Мицкоски е влезен во филмот дека ќе го бойкотира пописот во Република Македонија. Тимчо Муцунски е еден од политичарите кој јасно му става до знаење дека ако Христијан Мицкоски прогласи бойкот на пописот во Република Македонија, дека тој ќе излези и ќе се обрати и на македонската јавност и на ВМРО-ското членство дека не треба да се бойкотира пописот во Република Македонија. Гледате, Тимчо Муцунски одбива да биде дел од извршниот комитет на Христијан Мицкоски, има одредени политички амбиции. Луѓето или медиумите под контрола на Христијан Мицкоски ја вадат аферата дека Никола Груевски со помош на таткото на Тимчо Муцунски, кој беше амбасадор во Република Турција, треба да транзитира или да се префарли, да добие политички азил, да му заврши политичкиот азил во Унгарија, во Будимпешта кај Виктор Орбан и да добие политички азил кај Тајип Ердоган во Република Турција, односно тоа што го направи Зоран Иванов, поранешниот прв човек на агенцијата за разузнавање, да го направи и Никола Груевски. На тој начин сака да се изфрли од игра Тимчо Муцунски, бидејќи Тимчо Муцунски е еден од оние неутрални играчи кои се најголема закана и најголема опасност за Христијан Мицкоски. Ако вие гледате, најголемите напади се на Сашо Мјалков, најголемите напади се на Никола Тодоровски, најголемите напади се на Тимчо Муцунски. Тоа се трите играчи од кои најмногу се плаши Христијан Мицкоски и тој ќе направи се со помош на Ацо Николовски да инсталира ново раководство и тоа раководство да му гарантира на Христијан Мицкоски дека нема да отвори финансиска инспекција и контрола како се трошени не само унгарските пари, туку сите пари кои се влезени во ВМРО ДПМН во мандатот на Христијан Мицкоски. И не треба да го забравите Ацо Николовски или Александар Николовски. Втор човек во партијата, стана најлојален соработник на Христијан Мицкоски, човек преку кого одат или се инвестираат сите тие унгарски пари во медиумите во Република Македонија, човек кој се нарекува или кој функционира како ВМРО-вска Радмила Шекеринска. Знаете, кога се прави пандан на Радмила Шекеринска во врвот на СДСМ, тоа е Александар Николовски во врвот на ВМРО ДПМН. Човек кој од пелен е во политиката, од 18 години како е влезен во ВМРО ДПМН, тоа е постојано на цицка на политиката. Тоа што беше Радмила Шекеринска или тоа што е Радмила Шекеринска во СДСМ, тоа е Александар Николовски во врвот на ВМРО ДПМН. Тоа е всушност осигурачот преку кој Никола Груевски го контролира Христијан Мицкоски. И не само поради тоа што има поддршката на Никола Груевски, Александар Николовски е политички и секако многу поинтелигентен од Христијан Мицкоски. Значи, Александар Николовски е Монт Еверест по политички интелигенција за Христијан Мицкоски. И всушност се она што го има замислено Александар Николовски, го има спроведено Христијан Мицкоски. Затоа Христијан Мицкоски влага од конфликт во конфликт. Приказната за конфликтите, рамката за конфликтите, пледојето на конфликтите во кои влегува Христијан Мицкоски, всушност го прави Александар Николовски. И тоа го прави на еден така веш начин, како што го правеше Радмила Шекеринска во врвот на СДСМ. И сега се постава прашањето, ако рокот на трајање на Радмила Шекеринска истекол во врвот на СДСМ, дали и рокот на трајање на Ацо Николовски ќе истече во врвот на ВМРО ДПМН? Ацо со кодно име Рексона, така македонските тајни служби го водат Александар Николовски, или така пишуваат луѓето на Твитер дека кодното име по кое македонските тајни служби го водат Александар Николовски, а тоа е Ацо Рексона, всушност ќе направи се да биде прв човек на ВМРО ДПМН. И во таа функција
е неговата близко со Христијан Мицкоски. Никаде во ноември месец минатата година Александар Николовски и луѓето блиски на Александар Николовски трнаа фронтално против Христијан Мицкоски. Направија проценка дека е дојдено време сами да се конфронтират со Христијан Мицкоски и Александар Николовски на некој конгрес да биде замена за Христијан Мицкоски. Подоцна нарекува дека треба да играат на Јувентус сценарио. Топката да биде 90 минути во игра, да нема шанси, да ја умртват играта, а подоцна преку некој пенал или поклон од судиите да победат 1-0 во 92-93 минута. Значи Александар Николовски избра со помош на Христијан Мицкоски да биде лидер на ВМРО ДПМН, а не да го турми Христијан Мицкоски за да биде лидер на ВМРО ДПМН. Повеќе од саат време трае анализата, почитувани гледачи. Одреже ми јавува дека е повеќе од саат време. Остана Левица и остана Дуи, Учака и Али Ахмети. Тие не успеавме да ги анализираме во ова вечерашна анализа. Ќе го направиме не наредната недела, веројатно во наредниот период, значи останува Левица, останува Али Ахмети. Делумно го загатнавме Али Ахмети, делумно го загатнавме и Левица и Димитар Апасиев, меѓутоа немавме време тоа да го направиме. Значи тој ќе остане за некоја друга прилика. Ова беше вечерашната политичка анализа. Се надевам дека многу работи прв пат ги дознавте, многу работи ги анализиравме од еден поинаков агол од кој досега вие ги анализиравте. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, се надевам дека ви се допадна емисијата. Ако ви се допадна емисијата, ново дружење недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.